Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е професор доктор Звонимир Јанкуловски, поранешен амбасадор, универзитетски професор. Добре дојдовте. Добре најдов. Професоре, еден човек кој што според многумина веќе е најдено, дефинитивно ќе се најде на нечии црни страници на историјата, деновиве се најде и како единствен балкански политичар во мемуарите на една Ангела Меркел. Зборуваме за Зоран Заев. Оние апологети негови го испофалија како тоа бил невиден прогрес, работа невидена што се случила. Не е баш фалба да се најдете во тие мемуари или баш така е работата? Браво за Заев. Добро, тоа е со години се подхранува митот дека се работи за лидер од светски калибар и дека големите лидери, знаете, онаа позната реченица, носат храбри одлуки во историски времиња. Везувајќи ја таа реченица за Зоран Заев и неговото визионерство, неговата храброст и неговата акција во промената на името на државата и градењето на добри односи со соседите, особено со Бугарија, видовме докај отидовме со тие добри односи, при тоа заборавајќи дека да го споредувате еден Зоран Заев со, да кажеме, со политичари кои стварно имале визионерство и преземале акција во интерес на својата нација, во интерес на својата држава, на еден Винстон Черчил, ако сакате Ганди, ако сакате Мартин Лутер Кинг, земете го. Ако одите, да не одам во историјата наназад, ќе видите дека се работи за луѓе кои имале стварно вистински политички габарит да носат одлуки, имале визионерство за она што ја чека нацијата во иднината, она што треба да направат за нацијата да просперира во иднината или да излези од војната како победник Винстон Черчил. Секоја споредба е неумесна во контекст на тоа дека се работи за лидер од тој калибар и дека носел храбри одлуки, ако се смета одлуката за промената на името, која значеше и последователно негативни репрекусии за Македонија во контекст на оној идентитетски инженеринг кој почна со промената на името, така да денеска се повеќе читаме и слушаме дека во Македонија сме веќе северно македонци. Не знам како тоа не го ставија во контекст на она визионерство кој го е имал, меѓутоа се работи за човек кој неговата дипломатија беше дипломатија на пенкало и на вратоврска, размена на вратоврска и подпишување на она што му беше понудено како готов производ, без воопшто да има критичка размисла или анализа за тоа што може промената на името како последица да донеси за Македонија, така што денеска сме во светот Северна Македонија, а ние сме северно македонци. Ако тоа е визијата и тоа храброста на одлуките што ги носеше, тогаш да прифатиме. Меѓутоа не гледам дека народот неговото визионерство го мери на ист начин, го вреднува на ист начин на кој канцеларката Меркел го ставила во незините мемуари, затоа што не гледам некој вака воодушевување, а особено по изборните резултати годинава, не гледам дека народот застана за неговото визионерство за иднината на Македонија како Северна Македонија и она што се што се случи во контекст на неговото владење. Така што излишно е да зборуваме за лидер од некој висок калибар, меѓутоа знаете кога ве тапшаат по рамења, додека ве тапшаат е убаво, се зависи. Проблемот со Зоран Заев и со неговите следбеници е тоа што се работи за морални слуги кои својата вредност ја гледаат низ очите на господарот кој ги тапшаше по рамење и сите оние меѓународни представници кои доаѓаа во Македонија давајќи подршка ова да се случи. При тоа беше заборавен народот, да бидеме реални. Мислам, точно се работи за исклучително храбар лидер да настапите, односно да постапите спротивно на волјата на сопствениот народ. Тоа е исклучителна храброст за политичар, да постапите надвор од волјата на суверенот на оној кој ви го дал правото да владеете во државата, тоа е македонскиот народ. Се поигра со референдумот, се поигра со сите оние со незадоволството на граѓаните, тоа беше амортизирано во контекст на прогонот на така, со ширењето страв. Страв
во годините по освојувањето на власта, така што повеќе се работи за предавство, отколку за визионерство и за храбри одлуки. Заев бил кај Меркел, па и Јорик беше во Хамлет, нели го имаше како... Добре, едно време го славија, ако не се лажем, Сакашвили. Да. Па сега целиот негов политички ангажман од председател на Грузија до гувернер на Одеса до сега да заврши во затвор во Грузија. Така што не е нешто што, знаете, ве слава додека им требате, додека сте корисен, во тој случај ве подажуваат. Оној момент кога станувате одвишок во оние геополитички игри во светот, тогаш ве отфрлат како истошена роба. Така што и вакви визионери од типот на Заев токму тоа ги чека и тоа и се случува. Може би им доаѓа во прилог на СДСМ, кој што во моментов, ако приметивте, тераат еден вид на некаква си катарза, прочистување наводно во партијата за претходните гревови. Деновиве имаше повеќе изјави, меѓу нив и она на подпредседателката им Лукаревска, која што изјави дека СДСМ, всушност така испаѓа дека тие не се воопшто виновни, се само колатерална штета на однесувањето на ДУИ, на фудбалчињата и на сето тоа, и СДСМ заради тоа дошле на ова дереже, реално кажано, значи ништо ние не направивме, ДУИ се виновни. Како гледате ова малку патетично? Сериозна анализа, нема што, мислам, ако тоа го сведоја на фудбалот што го игра во просториите на владата ДУИ, како ретрит, некој, како сика, да кажеме, начин на сближување, на градење на тимбилдинг и слично. Ако е тоа причината, стварно сериозна анализа за партија која претендира и која самата себе си се нарекува, се само залажува дека е државотворна партија, да. Во тој случај ДУИ е крив за нивниот пораз, при тоа забораваат што се случуваше во текот на овие 7 години, зашто народот едноставно ги отфрли, едноставно не ги прифати како диво месо кое ве гуши и кое сакате да го отфрлите од политичкиот амбиент во државата, и токму тоа се случува со Социјалдемократскиот сојуз во моментов. Ако не може да си ги согледаат причините зошто ваков пораз на изборите, а не гледам дека тоа го согледува според начинот на однесување, според начинот на односот кон јавноста, затоа што мисля дека јавноста ќе заборави на ковидот, на една од најголемите бројки на мртви, односно починати лица од ковидот, да не збориме за она од 8.000, да зборуваме за она од 16.000, кај што поради недавањето на медицинска помош на останатите хронично болни, бројката се зголемува дупло. Или ќе заборави на болницата каде што изгореа 15 невини луѓе, причина беше нормално кабелот, или Ласкаец, или Бугарија 45 погинати во сообраќајната несреќа. Едноставно, мисля дека народот ќе заборави. Она што многу лесно, мислам, ако си ја барат причината за поразот, нека размислат начинот на кој се однесуваат кон граѓаните. Почнувајќи од референдумот, тоа во Америка го возобнови 2016 идејата за заборавениот човек ја возобнови Трамп. Повикувајќи се на заборавениот човек и барајќи ја довербата од заборавениот човек во Соединетите Американски држави, што не е нешто ново, затоа што Рузвелт тоа го прави во 30-тите години, ја бара довербата од оние луѓе кои биле заборавени на економската скала, или Роналд Реган која возобновува идејата на заборавениот човек, и тука премиерот каже една реченица, само кој да слуша, кој да анализира, дека тивкото мнозинство ќе сруши Социјалдемократскиот сојуз. Токму тоа му се случи. Не може да го игнорирате народот, не може да игнорирате оној кој ви ја дава мокта, оној кој ве носи на власт, оној кој ви ја дал довербата да управувате со државата. Не може да го ставате на страна и да не го слушате неговиот глас. Затоа што кога тогаш ќе дојде казната, дали ќе бидат 5, дали 7, дали 10, дали 15, не е битно. Казната ќе дојде. И токму тоа на Социјалдемократскиот сојуз му се случува, а реформите што ги прави повеќе се
стварно не знам како ќе продолжи во козметика. Освен она што потврди симбиозата меѓу невладиниот сектор и политиката, тоа е нешто што го знаеме веќе. Така, не е малку патетично во време кога демократите губат како Грчка, што би рекол нашиот народ на времето, вие да го земете еден од најголемите поддржувачи на демократите, зборуваме за Сорос и неговата најистурена испостава се вика Фани, да го земете тој момент како подпредседател во партијата, нешто со кое што треба да се вратите, а во моментов доаѓаат на власт во Америка републиканците и тоа во Конгресот, во Сенатот и со председател. Малку нелогично или како би рекле СДСМовски. Како барате логика во однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз сите години е малце тешко. Мислам не да е тешко, исклучително тешко да барате некој логичко однесување на партија која ја има историјата на теророт, затоа што се работи за партија наследник на комунистичката партија, која никогаш не се огради од она што се случувало во времето. Ја прекина лустрацијата, меѓу другото. Да, она што се случувало пред 90-тите години и да барате логика во комунистите одеднаш да станат неолиберали. Малце превезно и малце нестварно делува, мислам како една слика на Дали. Не можете да ги поврзите. Да не е Пикасо повеќе. Не, класично Дали, надреализам. Да. Класично надреализам. Да барате врската меѓу неолибералите и комунистите. Мислам, променетите и рециклираните комунисти, да барате врската. Меѓутоа, кога ќе видите дека неолибералите сето она што го направија, што го имаат како опашка, затоа што тоа беше концепт кој беше посакуван, слободен пазар, конкурентно, сето тоа со текот на годините се дегенерира во контекст на менувањето на парламентарната игра, односно на демократската политичка игра во светот, односно во Соединетите американски држави и останатите држави кои го прифатија нормално како концепт на управување и функционирање на демократијата, при тоа зајакнувајќи ја извршната власт, дерогирајќи ги оние процеси парламентарни кои се исклучително важни за тоа што парламентот ви е место каде што треба различните гласови да бидат слушнати, значи да ги артикулира различните гласови во општеството и едноставно заборавајќи на демократските принципи на кои почивал либерализмот во својата основа, така што некоја врска, знаете, во теоријата се обидува да направат некоја компарација или споредување меѓу неолиберализмот и комунизмот и таа нишка очигледно ги повезува нашите социјалдемократи со либерализмот, иако либерализмот и комунизмот, бар онака како што е сватен во својата изворна смисла, нема никаква врска. Меѓутоа, социјалдемократскиот го носи печатот на минатото, го носи печатот на теророт што го правеле во минатото, партија која во основа не е реформирана, партија на наследници на комунистичката номенклатура во општеството и која се обидува низ политичкиот процес да ги заштити, што би се рекло, придобивките на она време кога владееле во Македонија и која се обидува да обстани на политичкиот пазар, успешно обстојуваше затоа што 90-тите години беше направен онај што би се рекло прераспределба на општествениот капитал, каде што отиде во нивни раце, грабежот во државата, во основа се ова што ни се случува е рецидив на она што се случуваше во 90-тите години на минатиот век, така што не е нешто ново. Мислам, малце разочарувачки и неприродно, меѓутоа тоа е таа врска на социјалдемократите со неолибералите. Колку она што се случи кај нас пред 6 месеци, зборувам за изборите, нели, кои што се одржаа на 8 мај, е нешто што се случува како светски тренд, а ние се нормално во таа колотечина сме како и да, сакале да признаат некој или не сме дел и од светот и од Европа од се. Она што се случи токму на полето на шутирањето на оние народски кажано да квоца во задникот што добија овие новопечените неолиберали, како и да се само нарекуваат, тренд кој што го има во целиот свет, го видовме и со примерот и со Трамп, колку сме дел од целата приказка и ние, колку и да не се чувствуваме дека сме. Приказката очигледно тешко е да ја поразиш идејата, неолибералната идеја, меѓутоа очигледно во Соединените американски држави тоа се случува во Европа. Европа има сериозен проблем. Видете што се случи во Романија на изборите.
Мислам, Радикал, да. очигледно Грамши вели споредувај, сега кога би го споредиле сегашниот момент со војната во Украина и моментот пред војната, Грамши вели дека во промената на раѓањето на новиот систем, значи тешко се пораѓа новиот систем, сега е време, вели, на зверовите, на лошото. Значи се раѓа многу слична ситуација како пред Втората светска војна. Очигледно Европа не одговори исто на она што значи либералните традиции и либералните принципи, си ги погази основните принципи земете на нас. Основните принципи на кои почива Европската унија, мислам, на кој почива концептот, мировниот концепт на градењето на Унијата, едноставно се погазени во контекст на Македонија. Така што ова што се случува во Европа е токму одраз на она што Европа како со години се обидува да го амортизира, односно да го отстрани од своето функционирање, така што растот на десницата во Германија, па сакат и во другите држави, во Франција, земете што се стожери на Европската унија, токму е резултат на напуштањето на оние либерални принципи и демократски принципи на кои почива Европската унија. Така што ние сме дел од тој процес, иако не гледаат така, не доживуваат така, меѓутоа сме дел. Не можете да избегате од нешто што, знаете, проблемите се таложат, а немате решение за проблемите. Токму на што Социјалдемократскиот сојуз го правеше 7 години, меѓутоа направи и многу полошо со тоа што ги продаде националните интереси на македонскиот народ, што е, знаете, сепак непростиво. Колку она бирократија и она што се случува токму во Европската унија, во седиштето во Брисел, во Европската комисија, пред да влеземе на емисија, ја слушавме фон дер Лајен, бирократи, буквално кажано апаратчици, онака седнати, кажуваат некои фрази, колку сето тоа и помага и на десницата, и на ултрадесницата, и на оние суверенисти да се вратат на власт, бидејќи ова што се случува дефинитивно нема логика, особено начинот на действувањето на Европската унија, она во што се престори надвор од целата приказка, колку помага за да, нели, па и се осамостојат државите да си го вратат своето, да сакаат да си го вратат, бидејќи ова што го гледаат не им одговара, особено на оние силни држави кои што држат до своето. Колку ова сето помага? Многу. Многу, затоа што војната во Украина има една изјава на една комесарка која вели ова е крајот на Унијата, гасете светло. Чом ќе го викнат? Чом. Да, би можел да помогне. Токму идејата позади незините реченици е дека Европската унија треба да одговори на војната во Украина, меѓутоа да одговори на начин што ќе стани актер во геополитичките промени кои се случуваат во светот. Европската унија тоа не го направи и не го прави. Единствено околу што се согласија, тоа е помошта за Украина и цврстата политика, иако и тука веќе имате поделба на источни и западни држави во контекст на поддршката на Киев во војната со Русија, и тука веќе има двоење во Европската унија. Гледате како се однесува Словачка, го гледате расположението сега во Романија, во Унгарија да веќе видливо со години. Така што Европската унија се дели околу клучните прашања, меѓутоа Европската унија, идејата беше дека војната во Украина треба да генерира промени во структурата и во начинот на функционирање на Унијата, ако сака Унијата да биде активен играч во новиот геополитички простор кој се раѓа, новиот геополитички систем кој се раѓа, тоа не го направи. Очигледно не одговори брзо. Таа се менува, меѓутоа вака како што се менува, единствено што смени тоа е што почна да ги затвараат границите и да се враќаат на она што значи тие реално сега да нема заблуда, тие никогаш не ја напуштиле сувереноста, вестфалскиот концепт на сувереноста никогаш не ја напуштиле. Обидот да се направи устав на Европската унија, да се изгради како се вели европски идентитет на граѓаните на државите на Европската унија, не успеа. Тоа е нешто као во Југославија, ако се обидува да не направат сите југословени, концепт кој едноставно не профункционира ниту во Југославија, не профункционира ниту во Европската унија. Меѓутоа не одговори на миграцијската криза, не одговори на економската криза,
ковидот да не збориме. Ја покажа целата слабост во функционирањето на она што значи заедништво на Унијата. Значи, меѓутоа, мигрантската криза и те како сериозно ја оштети Европската Унија, со тоа што денеска имате затворање на грани, имате класично разидување околу интересите на државите во контекст на менаџирањето на кризата. Италија, ако не се лажам, у Лампедуза бегалците што доаѓа ги препраќаше во Франција. Франција ја затвори границата. Сега Германија, гледам, става контрола на границата. Холандија истото го прави. Франција. Токму она што беше како придобивка на Унијата, слободното движење на луѓе, добра и слично, одеднаш повторно се враќа во оние граници кои би значило враќање на цврстиот вестфалски модел на сувереност на државите во Унијата. Иако ви кажав, тие никогаш го немаат напуштено, затоа што на универзитетите и во Франција и во другите држави професорите по уставно право и како се држат до концептот на сувереноста на државите, посебно Франција, да бидеме реални. Колку ова што се случи во Америка, зборувам за изборот на Трамп, ќе влија и на Европската Унија и можеби и ќе помогне да се врати на она што треба да биде, бидејќи не отиде целата приказка во добра насока, барем последниве години. Европската Унија реална состојба беше сериозно уплашена од промените што може да се случат во Соединетите Американски држави. Таа беше уплашена пред изборите и со години наназад е уплашена пред изборите, меѓутоа сега е, не знам у која фаза е тој страв веќе присутен, затоа што оние мерки што ги најавува Трамп во контекст на царини, даноци, слично, и те како ќе ја погодат Европската Унија, ќе ја погодат економијата на Европската Унија, така што не одговори. Реформите очигледно не беа на тој начин брзи, тоа Макрон што го посакуваше, и во поглед на функционирањето, и во поглед на реформирањето на институциите, затоа што тоа е еден доста масивен бирократски апарат кој повеќе се грижи за себе отколку за интересите на државите, односно на членките на Унијата, тој гледа да обстани во целиот овој конгломерат на односи кои се случуваат во обкружувањето на државите на Унијата, се гледа да обстани во тие односи, односно да си ги задржи привилегиите кои пак произлегуваат од државите на Унијата. Така што ќе гледаме во иднина многу интересни сцени, многу интересни ситуации во контекст на односите кои ќе се градат со Трамп, затоа што Трамп тоа го најави и во предизборието и во неговото владење претходниот мандат, така што Европската Унија сега мора да е преплашена, дури ја ако не се лажам, британскиот министер за надворешни работи го спореди со Хитлер, ми се чини, во тој контекст, да не грешам, меѓутоа имаше многу лоши изјави во контекст на она што значи Трамп како кандидат на републиканците во изборниот процес. Не беше само тој, повеќе европски челници го кажаа тоа што не требаше да го кажат, а сега имаат фактичката ситуација. Така. Сега фактичката мора да ги плаши, и тоа многу сериозно. Имаше и најава дека Европската Унија ако продолжи вака не оди никаде. Она економска прогноза дека следните години мора да удрат на економски план, особено, нели, засилено, за да се вратат, да бидат каков било фактор, бидејќи полека Европската Унија оди настрана, тука се Кина, тука е Индија, тука е САД. Европската Унија, она што требаше да го направи, да биде активен, да го најди своето место во новиот геополитички простор, не го направи тоа, така што веќе местото е зафатено. Имате еден економски, што би се рекло, од она што таа требаше да биде джин, од една стана спротивно од она што е джин, така што имате економскиот пораст на Кина, имате војната каде што веќе е економски исцрпена Европската Унија, точно он се обидува да покажи единство, да покажи подршка на народот на Украина, меѓутоа економски исцрпена, не знам колку тоа ќе трае. И она што е разочарувачки за Унијата, тоа е криза на лидерството. Тоа е видливо и во поглед на нивните политичари, и во поглед на одлуките што ги носат, и во поглед на начинот на кој се обидува да се преструктурират во новите односи кои се градат во светот, односно во контекст на раѓањето на нов светски поредок. Така што некои
автори, ги цитирав у една колумна, не и предвидуваат светла иднина на Европската унија, без оглед како ќе се одвива војната. Прават анализи во случај да Русија ја добие војната, да најдат примирие кој ќе биде прифатливо за двете страни, или Украина да добие. Во сите три сценарија Европската унија нема некоја вака светла иднина или очигледно ќе има проблеми во блиска иднина. Колку тоа ќе се одрази кај нас и колку еве ова што се случи во Америка ќе има значење за Македонија? Добро, ние живееме во заблуда дека светот се врти околу нас, така. Ако ги гледате вестите, сега ги гледав, за светот има многу малце, например, многу малце има за Србија, воопшто не беше информирано за Србија дека шарените револуции се мултиплицираат во светот, она што неолибералите го правеа, дека кога не им одговараат изборите, односно резултатите на изборите, секогаш позади стои или незадоволство на опозицијата, или наместени избори, или лошо преброени гласови, слично, не навлегувајќи во тоа. Меѓутоа, ако видите што се случува во Србија во моментов и ако ги споредите, ставите моделот на она што се случуваше во Македонија, ќе видите пресликување. Ако одите во Грузија и повторно дежави, гледате потполно иста ситуација, шатори на улици, незадоволство, барање на нешто да сменеа така во сценариото. Сценаријата се исти. Сценаријата се исти, меѓутоа резултатите веќе не се исти. Меѓутоа функционираат на тој начин, а ние ако живееме у заблуда дека сме фактор во целиот конгломерат на односи во светот, малце се лажеме затоа што гледам задоволство од победата на Трамп, рачунајќи дека Трамп ќе донеси нешто ново во односите со Америка. Америка постапува вез основа на своите национални интереси. Тоа е sine qua non во функционирањето на сите држави, освен нашата, каде што националните интереси, продавањето на националните интереси, визионерство и храброст, тоа не е во Соединетите Американски држави. Некаде во светот. Тие гледаат сферите на интерес да бидат безбедно поставени за нив, не за нас. Нашето стабилизирање, оно што Соединетите Американски држави го прави од 90-тите години, а особено после 2001 по падот на кулите, токму е тоа да оние држави кои представуваат безбедносна закана, знаете, држави кои се велат пропаднати држави или се во процес на пропаѓање, Соединетите Американски држави се обидуваат да ги стабилизираат затоа што стануваат жаришта или за терористички кели, или за дестабилизација на регионите, така што нивен интерес е да ги стабилизираат за да бидат безбедни. Односно, да не мора да биде нарушен безбедносниот интерес на Соединетите Американски држави. Така и Трамп. Не верувам дека Трамп ќе отстапи од она што значи стандардна политика на Соединетите Американски држави во контекст на Европската унија. Премиерот беше јасен дека не отстапува од црвените линии, дека не функционира врз основа на диктат. Кос ми се чини денеска ги повтори истите барања, дека тоа, знаете, мислам, малце, како да употребам, арогантно. Начинот на однесување е арогантен, да барате нешто од народ кој мнозинството народ не го посакува. Ама вие се согласивте, не се согласивме. Ние една влада на заменување се согласивме. Ако одиме, вие се согласивте, нека ги видат резултатите од референдумот. Тогаш правеа весела математика со референдумот, иако одлуката на државната изборна е јасна. Повторно храбрите победија, ако се сеќавате. Апсолутно, храбрите секогаш победуваат, меѓутоа во нивниот контекст на, како се вели, продавањето на она што значи, знаете, го слушав пред некој ден поранешниот министер, значи истиот наратив не се менува. Ако знаете дека сте ги изгубили изборите, тоа не сте ги изгубиле, туку сте доживееле катаклизма. Да продолжите со истиот наратив или да тврдите дека вашите гласови се повредни од гласовите на опозицијската сега власта, а Филипче од друга страна вели ќе ја закопаме ароганцијата. Па поголема ароганција од ова дека вашите гласови се повредни.
сакаат да кажат дека оние кои гласале со социјалдемократскиот, па макар били 50.000. Да им дадеме по 5 гласа на човек, па. И тогаш нема да стигнат. Повеќе вредат од гласовите на 600.000. Мислам, малце тој однос кон граѓаните, кон народот на државата е малце подценувачки. Како на референдумот 600.000 беа побитни од останатите 1.200.000. Да. Тоа е односот и за тоа не им треба анализа, кажав на почетокот, едноставно нека си ги погледнат како се вика промашувањата што ги направиле во односот кон суверенот во државата, па да извлечат определен заклучок, меѓутоа продолжуваат по истата траекторија по која се движат со години. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме токму и за вашата последна колумна Валканите раце на политиката во Македонија, време за наплата, дали дојде времето на вистина. Со нас е професор доктор Звонимир Јанкуловски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професор доктор Звонимир Јанкуловски. Професоре, последната ваша колумна вели Валканите раце на политиката во Македонија, време за наплата. Еве, конечно после толку време дојде ли време за наплата? Па да, има една теорија од 70-тите години кај нас, пошто многу малце се чита. Теоријата или дилемата на Валканите раце, каде што поаѓа од хипотезата дека моралот во политиката и моралот во обичниот живот е различно, дека понекогаш политичарите преземаат одлуки, односно носат одлуки кои се косат со она што значи приватниот или личниот морал, со цел да постигнат некое јавно или заедничко добро во општеството и дека тоа е ризикот што политиката го зема во себе и тоа се обидува да го објасни низ Валканите раце на политиката, дека за тоа се плаќа цена, дали ќе биде политичка, дали ќе биде правна или слично, дека со тоа ќе си ги измија своите раце. Тезата е дека она што се случи во Македонија доаѓа време за наплата. Мислам, мора да има време за наплата, затоа што е спротивно на волјата на народот. Мислам, она што се случи, ниту народот го посакуваше, ниту народот го бараше. И кога постапувате спротивно на волјата на народот, мора да ја платите цената за тоа што во случајов во однесувањето и на премиерот тогашен и на министер за надворешни работи немаше ни грам морал. Зборуваме за Заев и Димитров? Точно. Ни основно чувство на морал во нивното постапување, затоа што едноставно го игнорира народот и игнорира неговата волја, ако сакате, ги игнорира националните интереси, продавајќи ги безценето за промената на името и оној идентитетски инженеринг кој беше повезан со сето тоа, и дека во случајов не може да си ги изчистат рацете, во никој случај, затоа што рацете се премногу валкани. Она што сиве овие години го чувствувам како притисок е дека сите сме дел од тоа. Знаете, сите сме учествувале во тоа и дека имаме споделена одговорност за она што се случи. Не го доживувам така, меѓутоа се обидуваат да ми го наметнат тоа и дека сите имаме валкани раце во контекст на она што го... Но вие не молчевте тогаш. Не молчев ни јас. Многумина не молча, меѓутоа многумина молча. Да. Проблемот е што не сакам да бидам соучесник во она што се случуваше во државата, затоа зборуваме, затоа што, знаете, молкот е опасна работа, барем во општество кое претендира да биде демократско, меѓутоа во Македонија премногу е гласен молкот и со години се случува во контекст на луѓе кои имаат што да кажат, знаат што да кажат, меѓутоа од конформизам избираат да бидат молчаливи, односно да се согласуваат. Ако тие, согласувајќи станале соучесници во тој процес, ја не сакам да бидам... Премолчувањето е одобрување, тој, така што втора работа е дека фрагментираното општество како што е македонското, ќе забележите дека е многу тешко да постигнете единство во поглед на казнувањето, односно плаќањето на цената за валкањето на рацете, односно политичкото валкање на рацете на политичарите од овој калибар што ни се
продава како визионерски храбри, државотворни, и дека не можете, штом не можете да постигнете, не може да ја платат цената, затоа што немате единство во општеството околу тоа прашање, меѓутоа мора да постои начин како она што беше направено ќе сносат определена цена, односно ќе бидат казнети на определен начин, дали тоа нормално политиката ќе си го реши. Меѓутоа, поентата е дека ако тоа не го направиме, стануваме соучесници во целиот овој процес што ни се случува во последните 7 години. Она што го препорачавте топло на власта е да ја разреши ситуацијата со службите, оние исти служби кои што веќе 4-та деценија го работат тоа што го работат во Македонија, оние удбашко-ознашки атавизми, оние свиркачи, постојано оние големи ува, па бомби на Заев, па еве и сега имавме некои виселблоери, свиркачи кои што дојавуваа за новиот директор на АНБ, се повторува историјата во Македонија. Крајно време е да се расчисти со овие така наречени свиркачи. Свиркачи со 70 поем, мислам, бил на свиркачи кои не се подпишуваат. Врска со тоа. Она што иритира во целиот демократски амбиент во државата е дека со години во основа стануваме заложници на функционирањето на тајните служби во Македонија. Службите не се реформирани, односно ја наследија, ако сакате, и менталната матрица, меѓутоа го наследи и начинот на детектирањето на непријателите во државата од времето на комунизмот, така што по истата методологија продолжија да работат и во новата држава. Разочарувачки е што новата генерација во основа ги продолжи истите методи, истиот начин на делување во новата држава. Ке се изненадите кога во 2021-2023 година ќе ви покажат слика каде што сте сликан во едно друштво на новинари од позиција која ќе ви покажат нормално луѓе кои се блиски до тие служби. Го имавме Дувло, го имавме големото уво, го имавме прислушувањето Заев кој го направи јавно и транспарентно на јавност и на македонските плоштади, така што се врти околу службите. Службите мора да се реформират. Направивме реформа само на хартија, односно го одвоја контраразузнавањето од разузнавањето, меѓутоа методот остана ист. Погледајте ги писмата кои стварно се храбри, мислам, бар ја кога пишувам, стојам со подпис зад она што го говорам и она што го мислам, што го изразувам на хартија, за разлика од анонимките кои циркулираат и кои се сериозни обвинувања за луѓе кои се наведени во анонимките од разузнавачката, од Агенцијата за разузнавање, дури и ода до таму да се блати, односно се напаѓа нивниот номинален шеф председателот на државата. Ако имаат храброст, нека излезат, нека ги подпишат, нека стојат за тие обвинувања, вака добивате впечаток дека повторно се тоа некои кујни, повторно се тоа некои начини на или обид да се пенетрира во системот надвор од она што значи јавно, она што значи транспарентно и дека тоа може би е некоја повторно политичка кујна која ни пласира. Така што реформата на безбедносниот сектор, бар овој разузнавачко безбедносен сектор е нужна. 2001 мислам правевме некоја реформа каде што беа детектирани истите проблеми со кои еве и после 20 години повторно се соочуваме. Реформата, односно фузионирањето на разузнавањето и контра не е нешто ново, тогаш беше препорачано. За мала држава како што е Македонија, тоа е раздвојувањето, е скап проект. 2009 беше повторно актуализирано, меѓутоа не знам зашто не се случи, меѓутоа сега власта смета дека треба да оди и треба да оди безкомпромисно во смисла на мора да го суши тој систем. Затоа што тој систем е генератор на политички кризи во државата. Знаете, секогаш наоѓа подршка во една политичка опција. Едната иста. Едната иста. Ако сакате 2001 генерирана од прислушуваните разговори кои ги обелодени Бранко Црвенковски големото уво. До ден денеска не знаеме кој стоеше зад целиот
тој процес. Ако сакате и прислушуваните разговори што беа јавно објавувани. И за тоа немаме Ништо, да. Имаме Остана изјави така. дека нам добија награда за човекови права луѓето кои ги беа свиркачи во контекст, меѓутоа јавно признава дека куцува броеви во системот за следење на телефоните, односно на мобилните телефони. Самиот признава дека изнесувал хард дискови од таму. Мислам, мора да си расчисти службата што понатаму. И вакво детектирање на непријатели на државата, под наводници, секоја критичка мисла во државата ќе биде секој човек што критички размислува и кој не се согласува со власта или има собствено мислење за определени работи, ќе биде третиран врз основа на нивните критериуми за непријател на државата. Финти, да. Дајте, мислам, тоа беше во времето на комунизмот. Да. Така што тој тоталитаристички менталитет, таа свест мора да се сруши еднаш и мислам мора да се направат реформи, тоа подитно реформи, затоа што главниот генератор на политичките кризи се токму службите во Македонија. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам вам. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.